Јулистана Марковска, поранешна пратеничка во студио 10, добре дојдовте. Вас ве користиме поприлично за политички анализи, јас морам да ја вратам бидејќи бевте пратеник и бевте и вие дел од некој од уставотворните собранија. Некој од уставотворните собранија. Така Бевте пратеник во периодот од 98-2002, кога се менуваше Уставот по основ на рамковниот договор и бев член на Уставната комисија. Таа Уставна комисија со која што зборувавме сега и со професорката Силјановска, 36 амандмански промени има нашиот устав, не се. Завршивме со владиката Петар, претходно зборевме за Бехтел и Јенка, ќе говориме и со вас, меѓутоа бидејќи почнавме со уставните измени, групата, не знам дали ја видовте веќе од експерти, што лично вака ако гледате, например, јас поби бил среќен ако имаме професори типот на Шкарич, на Силјановска Давкова, на Камбовски, од она плејада на стари искусни, стари, не во наводници стари, туку искусни, еве, правници, професори кои што придонеле меѓународно етаблирани, ако сакате, не дека го девалвирам трудот на професорите и на судиите кои што се внатре, но прашањето кое што беше упатено и до професорката Силјановска, затоа што се чини дека политиката го превзема приматот, во која смисла. Да, овој состав нема мандат за уставни измени, но не можете да се зацкривате за тоа на таа теза патриоти и предавници едните, другите антиевропејци и европејци, а при тоа не кажувате дека кога ќе се промени власта. Прашањето стои отворено. Што ќе прави? Јас би Што ќе прави ВМРО да помага? Првин со тезата дека во Македонија не постојат европејци и антиевропејци, ако ние за тоа сме се изјаснили уште до снежните 90-ти години дека оваа држава ќе оди по европскиот пат и по патот на НАТО. Тоа им кажевме дека таа приказна не пали. Во моментов да каже, ама не мисля, апсолутно не е во ред цела една партија, нека биде тоа ВМРО ДПМН, моите ставови се познати за нејзиниот председател, можеби и за дел од членовите, меѓутоа цела една партија и цело едно гласачко тело, да го ставите во групата на антиевропејци, мислам дека не е во ред. Прво, не е само ВМРО против уставни измени. Вие ако прашате дел од граѓанството се против уставни измени на ваков начин, а се чувствуваат европејци. Па токму тоа го говорам, вие ги навредувате сите оние кои што гласале за ВМРО ДПМН, а тоа не е мал број, и ги навредувате сите останати граѓани кои исто така сакаат да чекорат по европскиот пат, меѓутоа апсолутно не сакаат да се определуваат за партија и не сакаат да влезете во Европска унија недостоинствено, односно не онака како што налага редот и како што тоа го зборуваат критериумите од Копенхаген. Вие си имате критериумите. Нашиот пат е максимално отежнат, максимално растегнат. Она што во моментов мене не ми се допаѓа. Го ценам ентузијазмот, чинам дека има ентузијазам, не го познава министерот за правда, заради тоа што од она што има можност да го видам, има ентузијазам и желба за работа. Има всредба, се видов на еден неформален брифинг со него, а во првичниот момент постои оној ентузијазам за решавање, меѓутоа има многу фронтови од затвори до уставни измени до Впрочем, тој се нафатил да биде министер и добро е тој ентузијазам да се искористи. Но мене ми е политичко да не ги вртиме работите обратно. Прво, уставни промени може да прават, да предложат експерти. Меѓутоа се знае во собранието кој треба да ги иницира. Се знае дека треба тоа да биде уставна комисија во самото собрание. Таа комисија се формира доколку ние имаме потреба и ако ја воспоставиме потребата од промена на уставот. Начело на таа комисија е секогаш председателот на собрание, уставни експерти како надворешни членови и членови од сите политички партии. Така се менува устав. Ние сега ги свртивме работите наопаку. Прво, велиме ке имаме промена за устав, затоа немаме никаков мандат од граѓаните, заради тоа што никој во својата програма не рекол дека ќе го менува уставот. Дури и тоа да го прескокнеме, што повторно велам е преседан, заради тоа што тоа не е добро. Ние во промената на уставот не ги вклучуваме сите оние што се народни избраници. Тоа се целото собрание. Без оглед на тоа дали е 1, 2, 3, 5 пратеници, да не зборуваме за целата опозиција, заради тоа што тука имате голема бројка. Бројките се многу тесни. Лесно може таа бројка од 62, 64 да премине на другата страна. Токму заради тоа не е одговорност на опозицијата. Тоа е одговорност на власта. И она што во овој момент исто така сакам да го истакнам.
од времето, да речеме, еве, јас ги пратам настаните од 90-та година и тогаш сум била пратеник, од секогаш на Социјалдемократскиот сојуз се гледало како на некоја елитистичка партија, партија која што со ароганција ги решава проблемите и партија која што едноставно не сака да се приближи со народот. Добро, сега ги смени улогите. Не. Сега ВМРО кој што е елитизам, ако гледате по луѓето. Не гледам по да ви луѓето. кажам искрено, Луѓето се менуваат, дел од нив се сончогледи, преминуваат од една во друга страна заради позиција, моќ и фотелја, меѓутоа начинот на кој што сега врвот на Социјалдемократскиот сојуз, па ако сакате и владата, комуницира со народот е буквално арогантен, буквално од позиција на вие не знаете што треба, ние знаеме како да направиме, а народот не знае. Извинете, па во име на кого вие ќе ги носите промените? Во името на сите граѓани? Па не се сите граѓани, ниту мутави, ниту членови на некаква партија. Очигледно, која што не е во моментот во собрание, може да се појави и такво движење партија, која што буквално ќе ги артикулира мислењата на сите оние кои што во моментот не се ниту за левите, ниту за десните, туку се наоѓаат некаде во средината. Бараат Македонија достоинствено да влезе во Европската Не им унија. се допаѓа воопшто дебатава за оние кои што се во срединава, овие другиве се Да, навијачи. ама тој број се зголемува. Да, овие Тој број другиве се се зголемува. навијачи, овие другиве толку се промените што веќе во СДС, не знам дали има некој кој што во СДС, ја не знам дали знаат тие дека денес им е родене, пошто не гледа, сигурно. Веројатно знаат. Веројатно Обично. знаат, меѓутоа мисля дека начинот за комуникација, ако појдете во самопослуга, па почнете да купувате, па ве пратат камери, тоа е веќе дежаву. Тоа можеше да пали во времето на Груевски кој решаваше проблеми на телефон, па му се јавува, па сето тоа беше вака убава представа за народ. Тоа е веќе дежаву. Народот го прочита. Една работа не нервира, туку малку иритира. Се согласувам со се што кажавте за власта, за коалицијата, и тоа го мислат голем дел од граѓаните, меѓутоа не може да игра ВМРО ДПМН двојна улога. Во која смисла? Вие отварате простор за уставни измени, велите прво дека сте против. Потоа велите, па добро, немаме проблем бугарите да влезат. Па потоа велите, овие пратеници немаат мандат да реагираат на уставни измени, овој пратенички состав. Па потоа велите, ајде да го видиме хрватскиот модел. Не, не велат они, другите им кажуваат, они го прифаќаат. Не, ја не знам кој им кажува. На крајот од денот, еве нема да се изгласат во овој прво избори, па потоа. Така, Ова прашање ќе стои отворено. ќе стои. Николовски вели, за 6 месеци го решаваме прашањето. Како? Значи ќе има уставни измени. Дали ќе бидат политичарите еднаш искрени до крај да кажат, Не, нема да им бидат кажат искрени. на луѓето дека бугарите ќе влезат во уставот? Ама ние немаме никој против и граѓаните да ги прашате, немаат против да влезат. Па зашто не го Меѓутоа, гласат се? условот е следен. Не може нас во државата да ни диктира друга наша држава, соседка како, па дури ще да каже, ние ќе ви кажеме како треба да изгледа вашиот устав. Да, тие се толку безобразни што Тоа е ќе да и- безобразно, што праќа дрско, и човек да испрата за ама во видете да ви комисија, кажам, бе. ама ние тоа го дозволуваме. Ние тоа го Така е. дозволуваме. Од друга страна, да одговорам на вашето прво прашање. Токму по тоа лидерството на ВМРО ДПМН паѓа, по тоа што ќе каже еден став и после истиот став се менува, вели ние сме под притисок. Па ако не можете да го издржате тој притисок, тогаш не треба да сте на тоа место. Заради тоа што исто беше и за референдумот. Дали ќе излезете или нема да излезете, па после тоа излезете, ама немојте вака да гласате. Исто беше за еден куп прашања кои можеме во моментов да ги набројам. Да се смени мислењето во последен момент. Ако имате таков став, а тој став е резултат на се она што го мисли вашето членство, тогаш нема промена на ставот. Или мислите дека нема да се менува уставот, дефинитивно, се додека тоа не биде резултат на сеопшта програма која што ќе ја ставите во вашата програма и така ќе излезете на избори, или пак едноставно си ја подигате цената и велите, па другите нека го решат проблемот, ние ќе велиме дека сме против, а после тоа ќе го решиме елегантно со тоа што ќе кажеме веќе е донесена таква одлука, не можеме да се тргнеме од она што на нас стои како европски пат. За 6 месеци не се решава тоа прашање дефинитивно. Како во една ваква ситуација би реагирал првиот парламентарен состав или вашиот парламентарен состав? Првиот затоа што истога се носеше устав, имаше проблем од аспект на одвојување на Југославија, се сеќаваме како беше излегувањето на една од касарните. Прво да ви кажам, ниту председателот на тогашното собрание, уште повеќе председателот на државата, ќе дозволеше да се менува устав во кој што нема да учествува опозицијата.
Нема промена, нема разговор за Уставот ако не учествува опозицијата. Затоа што Уставот е највисок законник на државата кој што представува голем, висок правен акт на кој што треба да се согласат сите, барем оние кои што го носат. И веројатно ќе имаше премногу голем број на консултации, па ние работевме до раните утрински часови, со цел да се најде модус операнди кој што ќе може да се примени, со кој што ќе бидат задоволени и едните и другите и да тоа биде заеднички став. Ке подсетам како се донесе декларацијата за независност. Прво беше дали Македонија ќе се издвои посебно со декларација или ќе оди на референдум. Во тогашното ВМРО ДПМН сакаше да биде што поскоро, а не дека било против тоа да би издвојувањето. Напротив, во својата програма единствено ВМРО ДПМН имаше дека треба да биде лабава конфедерација, не како независна држава. Тоа го немало. После тоа се создадоа услови за тоа. И најнормално, целото собрание тоа го прифати и не беше лесен тој пат. Меѓутоа, сметајте дека од држава, од пратеници кои што во тој период сакаше левата страна до крај да останеме во Југославија, до крај да останеме со платформата Глигоров Изетбеговиќ, со се она што со плаќањето на царините до буџетот на Југославија која веќе де факто не постоеше со сепарацијата на Хрватска и Словенија, ние на крајот сепак дојдовме во ситуација да донесеме со акламација декларација за независност. Знаете како висок чекор е тоа? Тоа значи дека сите пратеници во собрание се согласиле Македонија да стане независна држава. Сите до еден, а не бил лесен патот. Во време кога се уште живеевме во заедничка држава, во време во кое што сите бевме школувани во друга држава и ние изразивме желба за посебна држава. Тоа е висок момент на свест кој знае да го цени. За жал, ова собрание и сите други поред очигледно не се на нивото на задачата која што им ја носи времето во кое што се поставени. Тоа остава простори за манипулации. Во која смисла? Во смисла на подмитување. Јас можам да отидам, пазите како размислува просечен македонски политичар, па да видиме, можеби, ако не ме стави на листа за следниот, па да се испазарам. Ке нас и така размислуваат. Ама видите ви кажем, па ја мислам дека тоа ние како општество треба да ги жигосаме тие луѓе кои што така размислуваат. Јас можам да имам спротивно мислење, јас секогаш сум била, кога сум била и на власт и во опозиција, секогаш сум била опозиција, едноставно таков е мојот карактер. Можеби не пожален за оние кои што се лидери, меѓутоа во секој случај граѓаните се тие кои што одлучуваат дали ќе бидам некаде или нема да бидам. Не е дали ќе бидете вие ставени на листа или не. Тоа е толку краткорочно. Вие одлучувате за судбината прво на вашиот комшија, на вашите деца, на вашите внуци. Така. Тие не го сваќаат тоа. Ама тогаш кога бираме, ве молам, како може ова собрание во овој состав, вакво какво што е, прво една продзирна игра, да е еден договор кој што е од деловен карактер, зборувам за Бехтел и Енка. Тоа е нешто кое што ние од 90-та година го зборуваме. Да прашам нешто, еве следите собрание, така, политика. Да. Еве да ги тргнеме една страна, Дарко Каевски, Миле Левков, Калеска Ванчева, не знам. Не би ги набројувала по име, не е ги битно. набројам. Кажете ми еден пратеник. 8-5 што ги гледате по телевизија. Па да бидам искрена, добар дел не ги знам. Јас не знам. Добар дел не ги познавам, може би е моја грешка. Не, јас следам политика. Не е ваша грешка. Не говорат. 4 луѓе говорат. Или кога ќе говорат им даваат напишано и реплика и контрареплика. Ама тоа е проблем на партиите. Знаете како? Имаше еден период во кој што вие не смеете да истапувате соло ако не добиете пас од партијата. И тоа е страшно. Заради тоа што вие не се одважувате, вие не можете да кажете на маса стоп, јас сум пратеник, нека бидам сега 4 години и никад повеќе, меѓутоа јас сакам да си го сочувам образот и кога ќе прошетам, тие луѓе да не ме плукаат мене, ниту моите роднини, ниту моите комши, ниту моето семејство на крај краишта. Такви луѓе за жал не се ставаат на пратенички листи. Се ставаат луѓе кои што викаат да ме стави лидерот на партијата што повисоко за да можам да бидам натре 4 години и да проживеам, па другото не. Ама не можете вие на тоа. сериозни прашања суставни извини, а перцепирате јас 4 години да се обезбедам, да отидам што треба за партијата да завршам, да ме стават на листа, а при тоа имате за решавање сериозни прашања. Па тоа е пак до свеста на оние кои што бираат, заради тоа што и луѓето кои што бираат, избирајќи ја партијата, имаат можност при еден друг систем, ако имаат можност да изберат сами која личност би била во собранието предложена од партијата, ќе биде сосема поинаку. Можеби тие што се први ќе се најдат последни во изборот. Господине Марковска, зашто партиите не се искрени со уставните измени? Еве, СДС один свесно го прифаќа тој терет на поделба на патриоти, на предавници,
продолжува. Но тоа не е добро. Апсолутно не е добро. Има навиците на страшен мандат. Сега ја не говорам за ова гарнитура Комплетно за на целата Ковачевски, гарнитура, меѓутоа решавање, пазите, ви решавате 30 децениско прашање. Плативме неверојатно скапа цена. Говорам за проблемот со Грција. И сега на крајот поминувате ковид, поминувате уште економска криза, енергетска криза, и на крајот ви доаѓаат ова со Бугарија. И сега малку е, знаете, ВМРО комотно може да седи, ништо да не прави, затоа што ова гарнитура оди од грешка во грешка, вклучително со Бехтел и Енка, ова со уставните измени. Но, зошто не е искрена ВМРО ДПМН? Зошто не каже дека уставните измени ќе ги чекаат еве и да дојдат утре на власт? Дека мора да ги решат, дека уставни измени мора да има. Дека бугарите како тие ќе направат? Еве да Јас се плашам дека ќе биде Симни Самурто да си јаше Курто. Ме разбирате? Како што викаат нашите комшии. Дека на крајот после тоа повторно ќе се сведе да бугарите влезат во уставот онака како што предлагаат сега сите, меѓутоа само да го направи тоа некоја друга власт и се да се сведе на некоја гола борба за власт. Не да бидат тие, туку да бидеме ние. Ето тако, така го сваќам прашањето и го доживуваат сите граѓани. Да. Меѓутоа, ако зборуваме за еден сериозен пристап на други граѓани кои што во овој момент се страшно револтирани и на едната и на другата страна, тогаш да не очекуваме дека на изборите ВМРО само ќе се прошета и ќе добие, ќе ги добие изборите така. Јас очекувам дека ќе се појави ново движење, нова партија која што ќе ги собере незадоволниците од едната и од другата страна, ќе собере незадоволни граѓани и дека баш нема да биде така едноставно овие избори. Повеќе од сигурна сум во тоа. Веќе се најавени и мислам дека и двете партии ќе бидат изненадени, уште повеќе што на анкетите на кои што тие се фалат, колку е СДС ниско, толку и ВМРО ДПМН е далеко од оние бројки до кои што достигнува. А тоа значи дека се зголемува бројот на луѓето кои што нема да гласаат ниту за едните, ниту за другите, кога би се појавила нова опција со луѓе кои што се докажани, етаблирани и со нови лица, да не го заборавиме тој момент, дека таа опција би можела да биде и морален победник на изборите, не во смисла на зголем или огромен број на пратеници, меѓутоа на пратеници кои што ќе внесат свежина и кои што ќе држат еден елан на граѓаните кои што им недостасува, бидејќи се презаситени и од едните и од другите. Така да тоа не е невозможна мисија и мислам дека атакот на неопределените, кој што порано беше во бројка од прилика околу 30, сега се зголемува на 40 и повеќе, зависи кој ги прави анкетите и проценти, така е, кој е нарачателот на анкетите, дека тој број се повеќе ќе се зголемува благодарение на грешките. Бројките се тие, луѓето се тие. Ако сакаме да имаме легални, не само, туку и легитимни избори, а легитимност е страшно појак збор од легални. Легално е да направите избори и на крајот да си гласаат партиските елити, секој за своето и да не ве интересира што мислат останатите. А ако се легитимни, ќе атакувате на бројност, на тоа да излезат што повеќе од граѓаните, да имате излезност ако имаме промена на устав над 80-90%. Дури тогаш ќе кажеме имаме легална и легитимна власт. Која god да е. Па не само тоа, приметете и лидерска криза. Вас прв пат ви е лидерот под партијата. Груевски имаше рейтинг повисок од ВМРО ДПМН. Вие денес имате ВМРО рейтинг, Христијан Мицкоски е долу и обратно и СДС. Тоа се должи на тие изјави на господинот, несреќни или смислени или не знам какви изјави, или едноставно на карактер. Тој може да си биде одличен како професор, како човек, како родител. Не атакувам на неговите човечки карактеристики, атакувам на лидерскиот капацитет заради тоа што вие не можете да се изјаснувате за една иста работа 3 пати различно, во зависност од тоа како вие се чувствувате или како мислите дека тоа е конјунктурно. Нема конјунктурност. Или имате став, или немате став. Анкетите се такви какви што се, но можеме ли ние да движиме кон бугарско сценарио да нема кој со кого да направи влада? Се плашам од тоа. Се плашам од тоа заради тоа што доколку влеземе во еден изборен циклус во кој што не би се избрала веднаш влада, дека ние ќе го повториме бугарското сценарио и дека тоа ќе оди до недоглед, како што сега одат бугарите на 5 избори последователно, 5 пати едно по друго и да нема влада и да ние де факто нашите немаат легитимен представник од другата страна со кого ќе разговараат. Зошто воопшто да разговараат? Зошто воопшто не се замрзнат преговорите со Бугарија во смисла на нема што да разговараме вие на нас и на Македонија, вие преку вашите изборни програми си правите практично си правите реклама. Ние сме одличен изборен материјал за сите бугарски партии во овој момент. Ме чуди молкот на Европската унија во однос на
ова прашање со и околу уставните измени. Тие вршат притисок врз сите политички чинители. Албанскиот политички кампус нема проблем со и околу уставните измени, дури од Чекор понатаму да бришат 20%. Ама тоа е страшно да се зголеми и етничката тензија, но зашто, како успеавме ние притисокот на ЕУ да го насочиме кон нас, а не кон Бугарија? Заради тоа што прво имаме лоша дипломатија и заради тоа што во почетокот, кога тоа беше само бугарски предлог, ние воопшто кај нас во нашето општество, па вклучително и дел од медиуми ќе се осврнеше на тоа дека во Бугарија има декларација на која што нема да има повеќе од тоа црвена линија. Ние не донесовме таква декларација или донесовме со некакво закаснување од многу општ карактер. Тие си работеа совесно на својот проблем и работеа совесно со европските дипломати да нивната политика ја искачат, ја издигнат на ниво на политика на Европската унија кон нас. Така да сега за нас не важат само критериумите од Копенхаген, туку важи и условно францускиот предлог, кој што веќе не е француски, туку е европски предлог. Токму заради тоа бугарите треба да влезат во уставот, бидејќи тоа е еден од условите кои што ни е важен за почеток на преговорите. Меѓутоа, дури и да е така, власта не може и не сме да се однесува арогантно. Секој неуспех на промена на уставот е неуспех на власта, не е неуспех на ВМРО ДПМН и на нејзиниот лидер кој ги менува ставовите од денес до утре. Вие треба да си обезбедите консензус по прашањето на промена на уставот, бидејќи тоа не е прашање на една власт. Тоа е прашање на консензус на политички партии, не само парламентарни, дури и вон парламентарни, ако сакате. Ако сакате тоа да се почитува. А ако е чиста гола борба на власт, да не го сменат они, туку ние да го смениме, тогаш се губи смислата на одење на избори, па нека се гласаат меѓу себе и нека се договорат. Едните нека владеат 4 години, па другите, а ние како овци нека не стрижат и нека си плаќаме. Нема друг начин како поинаку да се каже. Од што ги заморивме граѓаните, не можат веќе не можат да гледат политичари, се чувствуваат предлажени, не можат нас да гледат секој ден како ги малтретираме со политика. Оваа емисија политика. можеше да оди, да речеме, и пред 2 и 3 месеци и секоја наредна, повторно ќе биде актуелно од причина што во Македонија еден скандал се затвара со друг. Ние имавме прво тешка ковид криза, во која што бевме затворени. Понатаму имавме енергетска криза. Па сега имаме економска криза од многу поширок карактер, во кој што вие имате такви ценовни шокови во кои што луѓето размислуваат како ќе врзат крај со крај. И тоа не зборувам за луѓе кои што секогаш живееле така заради тоа што условите, зборувам за една класа во која што има двајца вработени, високо образовани луѓе кои што имаат две или повеќе деца, кои што буквално треба да размислуваат за тоа секој денар кај ќе им оди заради тоа што нема да може да го поминат месецот. Средната класа на која што се повикуваше социјалдемократскиот сојуз, таа не постои. Веќе се зголемува. Парите, имаме редистрибуција на парите. Тие пари се во многу мала група на луѓе на врвот, а количински се многу, а остатокот на парите кои што се помалку и помалку се распоредени на остатокот на целокупното население кое што не е средна класа, туку е сиромашно. Имаме проблем, приметувам по кафолињата, особено низ Скопје, нема кој не ми кажал дека има проблем со персонал затоа што сите бегаат и то комплетно, фамилиарно бегаат дали на работа. Сега можеби Хрватска ја спомнуваат заради тоа што доаѓа туристичка сезона, но тоа е друга тема. Да го финиширам ова со уставните измени, ќе поменат или не? Не. Добро. Бехте Ленка, исклучителна драма, маестрална игра на ВМРО ДПМН, Пиеровски, топ им дојде за да ја влечат буквално, ако сакате, до крај на година како приказна. Како приказна. Да. Ама тоа ние ништо не добиваме. Прво, јас сакам да пофалам нешто што е во ред. Од 90-та година ние зборуваме за коридор 8. За патишта. За патишта. Од 90-та година зборуваме. И ако ова го направивме пред 20 години, Македонија ќе беше топ држава, топ дестинација. Не само од туристички аспект, од секаков аспект. Ние зборуваме за тоа колку Македонија е мала и бидејќи е мала, тоа е нашата предност во менаџирање, меѓутоа нема инфраструктурно решени прашања. И ова е сепак за поздравување што правиме првиот чекор.
Тоа е несомнено. Немам Која проблем со власт тоа. да го Ја дури направи? инсистирам Јас да сметам дека е во ред што се прави. Меѓутоа, да го направите и ова нешто што граѓаните може да го доживеат како убава вест, како нешто што е ново, како нешто што е капитална инвестиција многу висока, да го направите на еден таков неарогантен начин, да кажем дрзок и безобразен, да не можеме дури ни да се израдуваме на веста, па навистина вие немате никаков пиар. Мола? Оно што се игра фудбалче? Тоа што си играат фудбалче, не ми смета, може да отидат и на игралиште, може да си направат и кабинети колку фудбалски. Ми смета зашто е тоа политички успех на албанците, а не е политички успех на цела држава. Тоа нека ми го објасни некој во некоја емисија. Ние денеска имавме многу успешен ден. Јас не го доживувам како успех на албанците тоа. Ама они рекоа, ние го доживуваме како успех како политички успех. Тоа не е политичка, тоа е инфраструктурна работа. Нека е и политичка на целата гарнитура. Ама зашто тоа би било само успех на албанците? Многу живо ме интересира, ако некој биде искрен тоа да го каже. Од друга страна, со пари од буџетот. Со пари од буџетот, ние со јавни пари, со јавни наши пари, ние правиме инвестиција која треба да биде, замислете, државната. Мене би ми било срам, да ви кажам искрено, да бидам пратеник во собрание кој што ќе предложи измени, а не знам зашто тоа свесно владата не го предлага, заради тоа што знае дека ако го предложи, ќе треба да го покаже и договорот. Не го повлеко. Мислам дека вчера гледајќи ја Тренчевска на неколку интервјуа, дека се повлеко и дека е едно лошо искомуницирано со јавноста, за и околу говорите за 60 часа работење со работниците. Се повлекуваат за 6 часов, но меѓутоа јас зборувам за договорот. Каков е тој начин да владата договорот го испраќа во јавното обвинителство? Каков е тој начин, ве молам? Јавното обвинителство ли е собранието на Република Македонија, кој што треба да донесе одлука за 8 или веќе го повлекоа законот за културно наследство, 9 законски проекти. Па за јавното обвинителство најмалку што може да направи е да се прогласи себе си за надлежно, ненадлежно како што и е, заради тоа што сомнеш за корупција во законски проект нема, освен ако вие посочите лице кое може да биде носител на корупција, па вие да го гоните. Кого ќе гони обвинителството? Или сите закони ќе ги праќаме дали имаат коруптивна можност да ги оценува обвинителството. Ниту уставниот суд ја нема таа можност. Јавното обвинителство треба да се прогласи за ненадлежно, дефинитивно, инаку не гледам причина зошто јавното обвинителство би ја имало улогата на собрание. Затоа што ќе ви речат дека има сомнежи за корупција. Ама чекате, прво имате тендер, имате избор во 4 очи. Ама нека се види договорот, нека си го видат пратениците. Како може да гласаат мачка во вреќа? Тоа е мачка во вреќа. Така е, договорот не го даваат, бил државна тајна, стратешка инвестиција. Не е државна, деловна тајна. Еве и да е државна тајна. Ама не е државна тајна. Еве и да е државна тајна, имате пратеници со безбедносни сертификати. Па да ви кажам и тоа ми е чудно. Како може да бидат пратеници со државен сертификат, а да немаат сите? Тие решаваат за судбината на сите нас. Агенцијата за безбедност и разузнавање, која што во принцип треба да ја штити државата, од кого не штити? Од нашите граѓани? Па тие целокупно се ориентираат на случаевите во Македонија, работат со старите удбашки методи и нивните можности за добивање на сертификати стана малтене добивање на не знам што, лотарија. Како можеше претходно министерот Османи за една господица која што ги помени сите министерства за 20 дена од едно во друго во трето да каже дека има најдобар сертификат од највисок ранг, добиен за 15 дена, а луѓе кои што со години работат, вклучително и во агенцијата за разузнавање, да немаат такви сертификати. Тоа значи дека таа агенција работи по старите ustaški методи и апсолутно тоа што беше порано удба и можеме да го крстиме АНБ. Конкретно стојам за се ова што сум го кажала. Заради тоа што вие кога менувате работи од корен, ги менувате не само луѓето, ги менувате принципите на работа. Така да во собранието има луѓе кои што имаат сертификати, има луѓе кои што немаат сертификат. Има затворени, има отворени седници. Ако има проблеми во кои што Бехтел и Енка како некоја фирма која што не знам дали злато ќе става на нашите автопати, ги крие бидејќи тоа е смесата по која што ќе треба да поминуваат луѓе, во која што ќе треба да поминуваат автомобили и ќе бидат непробојни, тоа би било деловна тајна за мене. Смесата на бетонот. Ама 400 страни договор и во тие 400 страни све е деловна тајна. Ништо не е деловна тајна. Може да биде само деловна тајна, прво, хонорарите колку што ќе се исплаќаат, а тие ќе бидат кога тогаш преку управата за јавни приходи мора да бидат одзнаени, бидејќи пари на рака не смее да се дават, тоа е коруптивниот дел, и може да биде деловна тајна ако во договорот стои дека координаторот треба
да ги помине додека не се заврши автопатот, ќе остане доживотно на Видите, тоа кога место. правите стратешка инвестиција која е од интерес на сите граѓани, и ако сте толку мангуп и ако сте толку чисти пред себе, го ставате договорот уште претходно, еве договорот ја поврзуваме Македонија инфраструктурно. Ма тоа е огромен коридор успех на 8 владата и би бил 10, доколку така го поминеа И договорот. доколку излезат и Мицкоски, и Ковачевски, и не знам, Али Ахмети, и сите заедно да се сликаат, како што гледавме ние слика во Пелешец, во Хрватска, на пуштањето на мостот, тие Пленковиќ и Милановиќ не сакаат да се видат, меѓутоа Ама тоа е стратешка инвестиција, 500 милиони евра. До толку сме затруени веќе што велите вие, пазите, да ги прашате дали ни требаат патишта, да, право сите плюкаме затоа што патиштата се такви какви што се. Секога имате, самите тие го прават толку проблематичен целиот процес што тоа е чудено. И не знам како ќе заврши. Не, тоа ќе заврши така. Патишта ќе има, што ме донесен на направен договор, патот ќе почне да се гради. Меѓутоа, мене ме чуди и молкот, па ако сакате и на американската амбасадорка, еве јас во ова студио ја пофалив, заради тоа што борбата за корупција гледаше јавно со име и презиме. Корупцијата има име и презиме. Во овој случај се работи за за американска корпорација заедно со Турција. Ама корпорација, знаете што значи? Значи кога ќе влезе една таква капитален проект да се прави во интерес на граѓаните, значи да заживее економијата тука. Значи да користите наша градежна оператива, да користите наши материјали, наши бази кои што ќе можат да се пренасочуваат за изградба, да ги користите сите стандарди и протоколи кои што важеа на времето за најдобри, за да тие автопатишта, тој автопат што ќе се направи да биде од значење децениско, не туку да може да држи што повеќе и повеќе. И сега вие на крај носите договор во кој што велите стратешка инвестиција, ние ќе си го изградиме, па макар увезле и народ, пазете, покрај толку многу луѓе во градежната оператива, ние ќе внесуваме народ кој што ќе работи повеќе од 60 час, па ние не сме робовладетелско општество. Тоа е срамно, а ние пледираме да влеземе во Европската унија, па нека не примат, да ви кажем, и не заслужуваме да не примат, ако во Македонија не се почитува законските права за сите работници онака како што е кажано. И во Македонија имате право на повеќе од 40 часовна работна недела, под услов да ја плаќате како дупла дневница на работникот кој што ќе потпише изјава во времето кое што е повеќе од 8 часа. Повеќе од 8 часа. Искрено за крај, што е, зашто вака се однесуваат? Затоа што тоа е една бахата политика и така и почна. почна. Не е политика, ова е. Не, бахата политика во кој што имате едно акционерско друштво посоставено од повеќе предприемачи, тоа се министерствата, и во кој што ако некој ја договори сделката, а овде се знае кој ја договорил, тој ќе биде главниот. Имате министер за транспорт и врски. Ама нигде не се појавува нашето министерство. А вас вице-премиерот ви вели заменик председател на влада, и јас ќе бидам координатор. Ама нека биде. Меѓутоа, каква е улогата на нашиот министер за транспорт? Нека го стават за министер за транспорт и врски. Каква е улогата? Може во договорот стои дека координаторот нема да се менува. Заради тоа што Бехтел Јенка не сака со надзорот да разговара повеќе, отколку што истата постава која што ќе ја постави оваа гарнитура. Значи јас можам само да нагаѓам, онака како што нагаѓаат и бројни други граѓани. Можда ништо од сево ова не е точно. И дај Боже да е така. Ама некој кој што е чист и кој што сака на вистина да направи капитална инвестиција по која што ќе биде запаметен, не само сега, туку и во идните генерации, бидејќи изборувам дека тоа е проект од огромно значење за Македонија, кој што требаше да се направи порано, еве сега ќе се прави, станува, го покажува договорот, ја вклучува опозицијата. Не само што не се кријам, туку ги повикувам сите. Ама тоа е начин на кој што вие си се рекламирате себе си и на кој што практично ја рекламирате самата влада и незините проекти. Вака џабе што правите и како ќе направите, ако тоа го правите вака посокачиње, што би рекле во Куманово. Со вас секогаш инспиративно за разговор, времето не лета, за крај ви вас да ја прашам да имате порака вие до господин Петар. Ке се воздржам од пораката. Имам, ама ке се воздржам. Благодарам што бевте во студио 10. Јулистана Марковска, поранешна пратеничка во студио 10, овде завршуваме почитувани. Чинам дека и утре е неработен ден, така што се гледаме повторно во понеделник. Довидување.